Младиот лидер со револуционерен дух, подпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Гордан Георгиев. Добро вечер, слободоумен, слободански, победнички Демир Хисар. Добро вечер, слободна територија Демир Хисар. Добро вечер, партизани и партизанки. Другари и другарки, следбеници на отпорот, можам слободно да кажам дека не е прв пат од Демир Хисар да почнува победата. Не е прв пат. Така беше за Илинден, така беше 41-а, така ќе биде и 2013-та. Малата победа во Советот е навестување за големата победа на опозициониот фронт на престојните избори во Република Македонија. Демир Хисар го носи факелот на слободата, факелот на победата. Почитувани граѓани, на 24 декември се случи суспендирање на демократијата. Тој ден демократијата во Република Македонија беше убиена. Беше убиена од неколку луѓе, од неколку вршители на функции, премиер, председател на собрание, министер за внатрешни работи. Беше убиена од неколку киднапери кој што инсталира недемократски, диктаторски режим кој што 6 години го трпиме во Република Македонија. За чинот на исфрлање на пратениците, на исфрлање на новинарите, на бруталното осветничко малтретирање жени пратенички, на бруталното осветничко малтретирање на трудна жена пратеничка меѓу нашите редови, ќе има луѓе со име и презиме кои кривично ќе одговараат. Ова работа не сме да се заборави, за да не се повтори, за да никогаш повеќе ваква работа не ни се повтори во Македонија. Драги пријатели, најмалата работа што ние пратениците на опозициониот фронт можеме да направиме е да ги вратиме мандатите, да дадеме оставка. Тоа е најмалата жртва, бидејќи таму нам веќе не ни припаѓа местото. Тој парламент не е легитимен, тој парламент не е легален, тој парламент може да биде повторно жив само на предвремени, слободни и фер парламентарни избори, на кои ќе го скршиме режимот. Во таа работа никогаш не сме биле поединствени. И ние претениците, и председател Бранко Црвенковски, и сите партии од опозициониот фронт, и сите наши подржувачи, и сите довчера неутрални граѓани кои седе на страна, а сега се приклучуваат на отпорот. И ќе издржиме, тврди сме како Орев, ќе издржиме до крај да немаат сомнеш. Драги пријатели, слушам дека и знам дека ВНР-ДПМН во Демир Хисар се уште немаат избрано кандидат за градоначалник. Слушам и дека многу тешко им води таа работа. Слушам дека се мачат, дека мерат, премеруваат како да не го кандидираат актуелниот пак, за да не покажа дека е катастрофална работа во Демир Хисар. Слушам и дека многу се плашат од нашиот доктор, дека велат за сите ќе најде лек нашиот доктор драги. Сакам да им порачам, дури се караат, се расправаат, се тепаат во нивните штабови, дури си ги меркаат местата, да имаат на ум една работа, една многу важна работа. Кој да биде против кандидат, нека не мисли дека од наша страна ќе го има само докторот. Нека не мисли дека ако Груевски има намера да оди сам на
на локални избори, без да организираме и предвремени парламентарни избори. Нека знае дека не само доктор да Михиса, туку целиот народ да Михиса ќе го има за против кандидат. Дека народот ќе го има за против кандидат и дека овој народ може да го победи Никола Груевски само на предвремени парламентарни избори. Затоа сме на улица, затоа ќе обстоеме до крај и затоа ништо нема да не скрши. Да живее Демир Кисар, да живее Македонија, одиме на предвремени парламентарни избори за да вратиме слободата во Република Македонија, за да можеме нормално да дишеме, за да можеме нормално да зборуваме, за да можеме да си ги вратиме придобивките на илинденците на партизаните. Да живее Македонија, да живее Демир Кисар!